Почитувани, Македонија и нејзините граѓани не смеат да живеат во страф и неизвестност за својата иднина. На Македонија веднаш и се потребни итни предвремени парламентарни избори. За таа цел, пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија денес до Собранието поднесе предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за влада на Република Македонија. Со овој предлог на закон ние предвидуваме и бараме бришење на одредбите од Законот за начин на избор на влада, кои предвидуваат 100 дена пред одржувањето на парламентарни избори да се избере нова преодна влада. Во овој момент, кога се актуелни неколку кризи и кога владее општ хаос во државата, Македонија не смее и не може повеќе да губи ниту ден, а не пак 100 дена техничка влада, која што нема да реши ниту еден од проблемите со кои се соочуваат државата и граѓаните. Втората клучна интервенција во овој предлог на закон е тоа што предлагаме и бараме согласно деловникот за работа на Собранието, овој предлог на закон да биде ставен како точка на дневен ред на 61-та седница на Собранието на Република Македонија, која што треба да се одржи во среда, 26. јануар 2022 година. Токму од овие причини, овој предлог на закон го поднесуваме во скратена постапка. Дополнително, сакам да ја информирам јавноста дека денес, на редовна понеделничка координација кај председателот на Собранието, ги понудивме овие измени на закон за подршка и подписи до парламентарното мнозинство. Но тие не се изјаснија никако по однос на ова прашање. Очигледно тие се уште и немаат став и желба за надминување на оваа катастрофална состојба во која што се наоѓа Република Македонија. Очигледно, тие се плашат од гласот на народот и се плашат од брзи и предвремени парламентарни избори, со кои што граѓаните ќе добијат народна, ефикасна и посветена влада насочена исклучиво кон решавање на секојдневните проблеми на граѓаните. Од тука, ние како пратеници на ВМРО ДПМН очекуваме барањето да се стави како точка на дневен ред на седницата која што ќе се одржи во среда, согласно деловникот, да биде прифатено и да добиеме можност пред целата македонска јавност да дискутираме и аргументирано да дебатираме за оваа проблематика и за клучната потреба од измени на Законот за влада. На крајот, би сакал уште еднош да упатам апел, односно порака до парламентарното мнозинство, дека за Македонија и нејзините граѓани времето забрзано тече и немилосрдно работи против доброто и иднината на сите нас. Единствениот излез и решение за Македонија и сите нас се брзи предвремени парламентарни избори и народна влада, која што веднаш ќе ги засука ракавите и посветено ќе работи за излез од оваа безизлезна и катастрофална состојба. Ви благодарам. Прашања? Повелете. Дали очекувам да биде прифатен? Јас очекувам да биде прифатен, затоа што гледаме дека начинот на функционирање, односно пржинската влада, не функционираше ниту на изминатите парламентарни избори, кога на политички договор, предлог на министри за таа влада, имаше измена на еден министр. Дополнително, државата се наоѓа во толку лоша катастрофална состојба, што одржување на парламентарни избори со 100 дена влада е неодржливо и незамисливо. Замислете во држава во која што во моментот имаме 4 воредни ситуации, односно кризни состојби прогласени од страна на државата, во ситуација кога пола Македонија се смрзнува и во ситуација кога енергетската криза виси најјако, да речам, на главите на македонските граѓани за разлика од соседните земји, ние да преговараме и да договараме пржинска влада. Сметам дека помина времето за оваа пржинска влада и дека што побрзо треба да се излезе од оваа ситуација, да се охрабри мнозинството, да излезат пред граѓаните, затоа што на последните локални избори македонските граѓани го кажаа својот став по однос на ова владеачко мнозинство и што побрзо да се организираат превремени парламентарни избори за излез од целата оваа состојба. Други прашања? Повелете.
брзите предвремени избори се неопходност за државата. Значи, гледате самите дека ниту новиот премиер, ниту ова мнозинство има кредибилитет од граѓаните после резултатите од последните локални избори. Анкетите и анализите кои што ги прават и тие самите покажуваат дека граѓаните не им веруваат на ова мнозинство. Дека единствениот барање, односно желба за останување на власт, е да продолжат да лажат и да крадат од граѓаните. Затоа ние бараме брзи предвремени избори, инаку не е условено, бараме да ова се избрише од законот за влада, овие одредби бидат избришани поради нефункционалноста на самите овие одредби кои што ги имаме во овој период.